Еден од 890 македонци досега починал од COVID-19. Според најновите податоци на Универзитетот Џонс Хопкинс, земјава се наоѓа на 8-то место во светот според бројот на умрени на 100.000 жители. Пред нас се Сан Марино, Белгија, Словенија, Перу, Италија и Босна и Херцеговина. Професорот Дејан Трајковски од Техничкиот факултет во Битола, кој прави епидемиолошки анализи и моделирања, вели дека земјава е горе-долу на исто ниво со регионот во поглед на стапката на смртност, која тој пресметал дека изнесува 3,59% од диагностицираните. Високото рангирање на листата на Џонс Хопкинс се должи на големиот број инфицирани, а не на поголемата смртност. Приближно во рамките на светскиот просек, особено ако се има предвид дека во Македонија во однос на бројот на жители тестирањето е малку помалку. Неговите пресметки покажуваат дека дури 26,9% од хоспитализираните пациенти завршуваат со смртен ишод. Што е малку повисоко над светскиот просек, иако не и драматично повисоко. Значи во светот е некаде околу 22,9%. Ние имаме околу 4% поени повисока смртност. Но пред се, сметам дека тоа се должи на недоволниот капацитет за хоспитализирање. Доколку во Македонија би имало поголем капацитет, значи како болнички, но и човекови ресурси, доколку би се хоспитализирале и лесно и средно тешките болни, во тој случај стапката на болнички леталитет би била веројатно пониска. Според математичкиот модел кој го разработил професорот Трајковски, епидемијата е во фаза на забавување. Дневната бројка на новодиагностицирани постепено ќе се намалува и од сегашните 720 случаи на ден, бројката на нови диагностицирани ќе опадне до околу 500 за нова година. Додека бројот на починати од моментално 25 новопочинати на ден до нова година, моделот предвидува дека ќе опадне на 19 до 20. Ова е пред се резултат на големиот број луѓе кои веќе го прележале вирусот, а не на рестриктивните мерки. Голем дел од населението, најмалку 40% сметаме дека веќе ја има прележана болеста и стекнало привремен имунитет. Особено во некои градови како на пример Штип. Се смета дека на секој официјално лабораториски диагностициран доаѓаат најмалку 6 до 7, според некои извори и до 10 пати повеќе вистински инфицирани. Така да, зборувајќи на примерот на Штип, со нивните 6,3% до сегашна стапка на заразеност, односно така наречена кумулативна инциденца, за Штип може да се смета дека веќе преку 50% од населението има прележано COVID-19, има стекнато известен степен на имунитет. Ширењето на епидемиите се пресметува, следи и прогнозира преку користење на така наречен репродукцијски број на вирусот. Тој го покажува просечниот број на луѓе кои ќе бидат заразени од еден човек. Например, доколку бројот е 4, тоа значи дека секој болен во просек би заразил уште 4. Врз основа на овој репродукционен број, кој што всушност представува мерка на забрзувањето, односно забавувањето на епидемијата, се изведуваат сите понатамошни пресметки за темпото на заразување и вкупните броеви на новозаразени, оздравени и починати. Во моментов репродукцијскиот број за коронавирусот во земјава е под 1, односно околу 0,9. Професорот очекува во следниот период да се спушти под 0,8 поради постепеното стекнување на колективен имунитет, а со почетокот на вакцинацијата и дополнително да се намали. Највисоката вредност била на почетокот на јули, кога достигнала 2,5.